во регионот Донецк. Против поранешниот председател на САД Доналд Трамп е покренато уште едно обвинение за неговите обиди да ја преиначи загубата на изборите во 2020 година, но сега од сојузната држава Џорџија. На линија го имаме Мартин Николовски од студиото на Гласот на Америка. Мартин, како и дали воопшто новото обвинение против Трамп ќе се одрази врз неговата кандидатура за председател во 2024 година? Марина, добро вечер од Вашингтон. Во 2024 година поранешниот американски председател Доналд Трамп би можел да минува повеќе денови во судници наместо да лета низ земјата во кампања за председател. Со четвртото кривично обвинение за 4 месеци поднесено против него во јужната сојузна држава Џорџија, 77 годишниот Трамп би можел да се соочи со долги судења во првата половина од годината. Трамп е упорен дека демократите само му прават услуга со тоа дека со овие обвиненија популарноста само му расте и е уверен дека повторно ќе ја освои Белата куќа. Анкетите покажуваат дека неговата републиканска политичка поддршка е стабилна, но тој не пропушта да каже на секое од неговите јавни појавувања дека обвиненијата против него се дизајнирани да му го одземат вниманието од кампањата до степен физички да го оневозможат да се појавува на собери низ државата. Тоа е картата на која игра и тоа резонира кај неговите гласачи. Првиот републикански политички надпревар во сојузната држава Ајова е закажан за 15 јануари. Потоа ќе уследат бројни државни партиски прелиминарни гласања закажани за крајот на зимата и во пролетните месеци, што е токму времето кога се закажани рочиштата пред суд на кој Трамп мора да се појави. Како што рековме, Трамп досега ги отфрли сите обвиненија против него и најави дека во понеделник ќе одржи конференција за медиумите на која ќе презентира извештај за, како што рече, измамата на председателските избори што тој вели дека се случила во Џорџија. И само уште еден факт за ова што го зборуваме, и покрај сите обвиненија против него, националните анкети на републиканските гласачи покажуваат дека Трамп има убедливо водство пред низа други републикански председателски аспиранти. Мартин, по последното обвинение од Џорџија, што е следно? Трамп се обидува да ги одложи судењата до изборите во ноември 2024 година, но обвинителката од округот Фултон, Фани Вилис, рече дека тоа нема да се случи и дека големата порота има моќ да издаде налог за апсење. На сите обвинети во случајот им е дадено до пладне на 25 август сами да се предадат. Инаку, кампањата на поранешниот председател не чекаше да откријат обвиненијата пред да издаде соопштение во кое ја обвинува Вилис за темпирана истрага за постапките на Трамп како максимално мешање во председателската трка во 2024 година со цел да ја наштети на доминантната кампања на Трамп. Марина, каков и да е исходот, Трамп дефинитивно ќе влезе во историјата како првиот председател на САД, додека бил на функцијата или по завршувањето на неговиот мандат, формално да ја обвинет за кривични дела во 247 годишното постоење на државата. Во моментов на Трамп, освен во Џорџија, му се суди во Њујорк, Вашингтон и Флорида. Марина? Ти благодарам, тоа беше Мартин Николовски директно од Вашингтон.